И денеска надвор од студиото на Урбаните вести ве информираме за се она што се случува во главниот град, за културните настани, како и за сервисните информации. Најпрво би почнале со јубилејното 40-то издание, кое официјално ќе биде отворено вечер со гала оперски концерт на Националната опера и балет под диригентство на Бисера Чадловска и Иван Еминовиќ на плоштадот Мајка Тереза. Скопско лето 2019 ќе се одржува до 31 јули на повеќе локации. Организатор на Скопско лето е Дирекцијата за култура и уметност Скопје и оваа година фестивалот е поддржан од град Скопје и Министерството за култура. Публиката на меѓународната манифестација Скопско лето 2019 најмногу ќе може да проследи концерти, како и ликовни изложби, представи, мултимедијални проекти, ќе има филмска програма, традиционално кафе-кино, а ќе има и програма за најмладите. Следува со уште една манифестација која што почнува од вечерва, Интернационалниот фестивал за баскери и живи статуи, Статуа фест и Баскер караван ќе се одржува од денеска до 22 јуни од 18 часот и 30 минути до 23 часот на градскиот плоштад и улица Македонија. Ќе учествуваат баскери и живи статуи од Шпанија, Германија, Украина, Венецуела, Хрватска, Србија, како и професионални артисти од нашата држава. Во музичката програма ќе настапат Тони Зен, диџеј Бугимен и онија блузерите. Продолжуваме понатаму. Планинари, велосипедисти, рекреативци и сите љубители на природата се поканети на планинарско-велосипедски настан "Почни со водно" наречен, што ќе се одржи вечер во организација на Амбасадата на Република Словачка во Скопје и планинарското друштво I Love Hiking. Организаторите најавуваат дека за сите што ќе стасаат до врвот на водно ќе има подготвена храна, словачки пијалок, како и добра забава. Продолжуваме понатаму со следната информација. Во градинката Снежана, објект Снегулко во Топанско поле, денеска е отворен дефектолошки кабинет за деца со посебни потреби. Отворањето на кабинетот финансиски го поддржа Турската агенција за соработка и координација ТИКА. Следува уште една информација. Првиот електричен автомобил ЗАЗ Г20, произведен и развиен во нашата земја, се најде на страниците на New York Times, опишувајќи го како трансформација на малиот култен автомобил Застава 750 од времето на социјализмот во возило од електрична ера. ЗАЗ Г20 е развиен од македонска компанија со помош од Фондот за иновации и технолошки развој во рамки на борба против енормно загадување во земјава. Бензинскиот мотор е заменет со електричен, произведен од германската компанија Касер и има нулта емисија на јаглероден диоксид, а со едно полнење може да помине до 150 км во реални услови на возење. Националната опера и балет вечерва повторно ќе ја изведе балетската представа Либер Танго од Астор Пјацола, која раскажува за создавањето и патот на тангото. Уличен танц што го достигнува врвот на светската танц сцена. Танго или танцот на страста, желбата, љубомората, љубовта, привлекувањето. Приказна поврзана со историјата на семејството Пјацола и уметничкиот раст на Астор Пјацола, со кој се искачи на пиедесталот на светската танцова сцена, соопшти Националната опера и балет. Од Евана Македонија пак известуваат дека утре планирани се следните технички зафати во дистрибутивната електромрежа на градот Скопје, поради што без електрична енергија ќе останат од 8 до 12 часот корисниците од дел од село Усје, дел од булевар Борис Трајковски под улица 32 и околни улици во општина Кисела Вода. Од 8 до 16 часот корисниците од улица Гаврил Радомир, општина Аеродром. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 15 часот корисниците на улица Карадак Мало, улиците од броевите 512 до 520 во општина Газибаба. Во периодот од 9 до 12 часот корисниците од селата Мирковци, Бањани, Горњани,
Караула Рамно, Чучер Сандево, Хидроинвест во општина Чучер Сандево. Во време од 9 до 15 часот корисниците од улица Ѓуро Сала и улица Даутица во општина Ѓорче Петров, како и дел од улица Иван Цанкар и улица Вангел Дину во општина Карпош. И за крај следува и временската прогноза. Предпладне во Македонија имавме сончево време со мала до умерена облачност, а попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има појава на невреме со пообилен дожд, силен ветер и појава на град. УВ индексот изнесува 7. За утре и за време на викендот ќе преовладува сончево и топло време со услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Од недела попладне и во следните денови повторно ќе има на повеќе места нестабилно време со пороен дожд и грмежи, а дневната температура ќе опадне за неколку степени.